Пред недела дена кога ми се јави дека ќе бидам дел од панелистите, ми се вратија сеќавање од пред 10 години, кога тргнавме група од 50 на предсе млади дечки од Македонија за прв пат на 20 години одбележување на Сребреница. Патувањето, морам да го опишам патувањето до Сребреница, под Сребреница до денес. Патувањето малте не наликуваше кога да одиме на екскурзија се до доаѓањето на оној железен мост каде што ги дели Србија и Босна, каде што стоевме саат и по без да знаеме зашто стоиме на граница. И кога поминавме границата, тој ладен мост веќе ни ги запре и зафрканциите и смењето, и дури тогаш свесни бевме дека одиме во Сребреница. Патот до Сребреница не беше лесен, со оглед на тоа дека сретнавме еден чичко кој што одејќи на кај Сребреница ни кажа дека патот треба назад да се вратиме. Тоест не сакаше да стигнеме до Сребреница, но за среќа залутавме само неколку километри, па повторно се вративме и стигнавме во Сребреница, каде што кога стигнавме таму веќе сосема беше поинаку. Поинаку беше чувството. Таму отидов како представник од Цивил, Центар за слобода, која што ги почитува, ги брани слободите, човековите права, фактите, вистините, па на кого може и на некој не му се допаѓа, но ние ќе продолжиме да ги почитуваме и негуваме тие вредности. И кога стигнавме таму, пред се требаше да направам некој извештај, некој репортерски запис од сето тоа. И сега ќе се надоврзам на историјата. Да, историјата е битна, но битни се и новинарските извештаи. Затоа што во модерно време, кога секој со еден клик или пребарување на интернет може да стигне да види што се случувало во Сребреница, и ако немаме релевантни информации од тоа што се случуваше, ние ќе имаме само бројка. И секоја година кога ќе се одбележува 11 јули, ќе знаеме колку луѓе се нашле, колку нови луѓе се закопаа, а тоа ќе биде само статистика. Јас се обидов извештајот што го направив, да го направам малце на поинаков начин, односно да дадам малце човечно, затоа што за да се биде новинар, прво треба да се биде човек, а потоа да се биде новинар. Јас доаѓам од Катланово, место каде што беа стационирани луѓе од Босна. Тогаш имав 7-8 години, а луѓе кои што дошле бегалци од Босна живееле прилично доста време. Потоа беа бегалците од Косово, исто во Катланово дојдени, а таму беа и војниците од НАТО, кои што пред да ја бомбардираат Србија. Така што има многу сеќавање за бегалците и начинот на тоа како се доживеа тоа. Кога стигнавме во Босна, се случи треба да се клања жена за намаз, последниото испраќање на тие жртви. И една од сеќавањата што ќе ми останат во глава е оđата кога ги прашува им халалите ли. Мојот колега Джелјо ќе се сети, пошто седеше до мене, гласно изговори, а дали ќе ни халалат они нас? Дали они нас ќе ни простат? Од тој момент сега сакам да се вратам на сегашноста. Да, ние не бевме, можеби во тој период, немавме можност да реагираме, да го спречиме тоа злосторство, но сега можеме. Сега имаме обврска. И ако не го спречиме тоа злосторство, идните генерации верувам дека нема да ни халалат. Или нема да ни простат со сигурност. Затоа што тие што тогаш во тој период, можеби сега можам да си кажам, окей, немавме можности да реагираме, да го запреме тоа зло, но сега ако не го запреме, ја верувам дека тие луѓе нема да ни халалат, нема да ни простат, а нема да си простиме ни самите себе. Затоа што нема да дозволиме денеска кога отворено се зборува дека Додич вчера имаше дека
исламисти, муџахедини ќе дојдат ќе нападат Република Српска и ние само треба да го пренесеме тоа како извештај без критички тон, без критички да настапиме кон тоа, без критички да го опфатиме сето тоа да кажеме луѓе, никој нема да ја нападне Република Српска, затоа што таа е дел од Босна и никој не сака некого да убие. Секој сака да живее денеска во слога, во мир, во заедништво и она уште е нешто што ќе ми остане во сеќавање е пораката која што седеше, онака една добра порака. Нека мајчината солза биде молитва, никогаш да не се повтори Сребреница. Да, никогаш да не се да не се повтори ни Сребреница, но да не се повтори ни Газа, да не се повтори ни Украина, а да не се повторат ниту други војни кои што во светот ние како луѓе од тоа перспектива не можеме да делуваме, но би завршил со цитатот, затоа што лично сум верник, каде што има еден цитат, каде што вели: ако не можеш да го спречи, прво спречи го злото ако го видиш со раце, ако не можеш спречи го со уста, а ако не можеш и со едното и со другото, спречи го со твоето срце. Затоа ја од тука порачувам сите да го спречиме злото на начин каков што можеме и имаме можности. Ви благодарам уште еднаш.